Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно само интервју. Наш гостин вечерва е министерот за надворешни работи, надворешна трговија, господин Тимчо Муцунски. Благодарам што прифативте поканата. Добро вечер, благодарам за поканата да гостувам. Што току имавте пресконференција во МНР со хрватскиот колега, веднаш доаѓате во студиото на Канал 5, имаме повеќе теми за разговор. Денеска беше извештајот на Томас Вајц, презентиран во Европскиот парламент. Многу овие денови се говори за тие нови можности што се отвараат со геополитичките превирања во светот, околу тоа како би се развивало проширувањето во следниот период, но се чини дека во сите варијанти нема напредок за Македонија и нема никаква интеграција во ЕУ во никаков облик без владење на правото. Тоа е клучната област која е важна не само за Европска унија, за нас дома. А за тоа како стоиме на тоа поле деновиве, веројатно најдобар доказ е случајот со Артан Груби, па овој разговор ќе опочнеме токму со овој случај. Знаете, народов како да нема дилема дека ова е некаков договор со Артан Груби со оглед на тоа како сето тоа сценарио изгледаше пред некој ден. Сега може да има дилема во тоа дали само обвинителството има договор со Артан Груби или и власта има договор со Артан Груби. Прво, доколку ми дозволите, иако тука сум да давам одговори на прашања, не сакам да се ставам во улога на новинар, да отворам едно прашање и една дилема. Денес имаше во рамките на собранието претенички прашања, каде што опозицијата имаше можност на председателот на владата, на сите министри да ги праша пред целата јавност на еден отворен и транспарентен начин што сака и што мисли дека е најголема грижа во државата. Деновиве гледавме како создаваше опозицијата, меѓу другите, еден наратив дека владата е директно вмешана во некоја форма на дел, договор со Артан Груби околу одлуката тој да замине во куќен притвор. Но искрено да ви кажам, мене нешто што ме зачуди е зошто лидерот на опозицијата при можност да го праша премиерот или било кој министер што сака, одлучи воопшто да не отвори темата за Артан Груби. Едноставно тоа сакам да го поставам како едно прашање на дилема пред целата македонска јавност. Може, да. Но факт е и вие кажавте да најголема тема е оваа во државата и не треба да бегаме од оваа тема. Би било неодговорно како една власт да се обидува да бега од една тема која што е реална и која што навистина создава грижа кај секој еден граѓанин. Јас ја почувствував таа грижа не само следејќи го јавното мислење, туку и во комуникација со многу мои блиски, добронамерни пријатели кои што ги делат дел од грижите за кои што вие зборувате. Прво што би сакал да кажам е дека одлуката да замине господинот Груби во куќен притвор најмногу зависи од постапувањето на обвинителството. Дури ни судот не можел во оваа смисла да донесе поостра мерка. Така беше објаснувањето нивно, да, дека од таа што може. Така да најупатени да дадат одговор зошто е така одлучено е јавното обвинителство. Ако мене ме прашувате, јас сум разочаран зошто е дојдено. Да, но знаете, тие се вадат на извршната власт. Велат дека добиле белешки дека безбедноста му е загрозена на Артан Груби од МВР и од АНБ. Тоа се органи кои се дел од извршната власт. Моето мислење е дека и обвинителството одлучило да искористи одредени состојби за да дојде до ваква одлука, но кон нив примерно треба да го поставиме прашањето зошто е дојдено до ваква одлука. Јас тоа што би можел да го кажам е дека во моментот Артан Груби не е веќе бегалец на правдата, туку тој е обезбеден и е во државата. И сите треба будно да следиме и да бараме што побрза разрешница на тој судски процес. Го има мојот личен став и за господинот Груби, затоа што мислам дека господинот Груби го правил во државата, ќе бидам многу внимателен да не давам премногу коментари. Зошто? Затоа што утре не сакам да му дадам таа привилегија да пред меѓународни судови кажува еве министер преку свој јавни настапи влијал врз постапката, но ние и како држава и како јавност прво треба да направиме се што можеме за побрзо да заврши таа постапка, да очекуваме разрешница која што може да и пред јавноста и пред судските институции представи нешто што е значително битно, а е поврзано со ноторни коруптивни действија кои што се случуваат во државата. Вие не знаете дека планира да се врати? Јас лично не сум знаел. Како влада, да. Јас не сум имал информација дали господинот Груби планирал или не планирал да се врати, но тоа што е факт сега ќе повторам. Тој е во државата, тој е обезбеден и тој треба да одговара пред нашите правосудни институции. А на тест се согласувам
ќе бидат нашите правосудни институции. Дали јас и како граѓанин, и како министер, и како член на влад сум разочаран од тоа што се случи, од тоа што Артан Груби сега не е само да одговара, сега закон има издајначина на постапката како се води. Би бил нефер пред јавноста ако кажам дека мислам дека, па и како правник мислам дека тоа е во ред. Но тоа се случило и сега ние треба да правиме се што можеме како држава да обезбедиме услови за побрзо судење. Знаете, Филков, министерот за правда го оцени како скандал ова и повика судскиот совет и советот на јавни обвинители да свика итни седници да го расчита случајот, но очигледно дека нема да има таква работа, нема да има никој да сноси одговорност. Дури обвинителите се најдоа и навредени тоа што ги прозивал со име и со презиме, а камоли да одговорат што се испотепаја во исти ден. Значи, ја не знам дали има друг случај во државава, во истиот ден кога се вратил некој од странство, во истиот ден обвинителите да се потепат да му земат изјава, па да го прекуцуваат решението, па да барат, не знам од каде беше таа итност кога имаше 30 дена ефективен притвор одредено веќе. Го делам вашето разочарување за ова. И потполно се согласувам, но во ниту јас од оваа позиција, ниту владата, ниту тоа не можам јас да го одговорам во моментот. Тоа ќе треба с правосудниот систем, кој што има соодветни механизми, да даде не се надлежни. Едните не се надлежни, другите не се надлежни. Никој не е надлежен. И тука доаѓаме до суштинскиот проблем во државата, зашто дискутираме подолг период. А тоа е потребата од сеопфатна реформа на овој систем и не само реформа во делот на акти, туку реформа и во делот на свеста на луѓето кои што ги извршуваат тие функции. Затоа што и се навраќам малку и на темата која што вие отворивте, е поврзана со негативната реакција кога има јавна критика, посебно од правосудните институции. И правосудството е јавна функција. И треба да се навигнат и судиите и обвинителите дека некогаш ќе бидат предмет на јавни коментари. И треба да ги навреди нешто, соодветни треба да даваат соодветни одговори. Да, треба да функционираат во рамките на уставот и на законите, но некогаш кога јавноста ќе очекуваат, ќе се очекува од нив дека ќе даваат соодветни одговори. По однос на прашањето на Груби, прво ние како влада не треба да бегаме од темата, бидејќи очигледна разочараноста на јавноста и иако од формално правен аспект владата немала надлежност по ова прашање, факт е дека секогаш кога ќе се случи ваков тип на скандал, ако можам да го именувам, граѓаните велат државата, односно владата треба да прави повеќе. Да, наше е да видиме, господин Муцуски, треба и да кажете да лоцирате одговорноста. За кој е одговорен за ова? Апсолутно. И треба да дискутираме отворено и да видиме дали доколку некој одговорен може да се определи системна одговорност. А и друга тема да отворим. Доколку за потенцијални вакви злоупотреби нема системна одговорност, да видиме што на што треба да го направиме во законите, да создадеме системна одговорност. Законите џабе зборуваме ние за владење на правото, ако законите не важат за сите исто во оваа држава. Не е само единствено за законите, за свеста е. За каков свест не имаме кон процесите во државата, за каква свест имаме за одговорноста кон одлуките што ги носиме на секојдневно ниво, како влијаат врз нашите граѓани, врз нашиот целокупен систем на владење. Истото важи и во администрација, истото важи и во правосудство. И од таа гледна точка, ќе повторам, јас сум разочаран, но не треба да затвориме темата само на разочарување, туку треба да видиме кои се системските слабости кои што ни имаат донесено да имаме вакви состојби. По однос на случајот на Груби, ќе повторам, тој е во Македонија, обезбеден и треба да одговара пред системот и веројатно еден од најголемите тестови на прашањето поврзано со борбата против високата корупција ќе биде токму предметот поврзан со државна лотарија. Како ќе се продолжи оваа постапка? Знаете, овој скандал се случува во време кога сме во некаков процес на избор на нов државен обвинител, од кој вие како влада и ние како држава сите впрочем очекуваме многу. Може ли актуелната ВД јавна обвинителка, која е меѓу другото и кандидат за државен обвинител, да се изземе од овој случај, бидејќи се случува во време на практично на нејзиниот мандат, иако е она ВД, таа раководи со обвинителството сега. Видете, не сакам да се ставам во ситуација како член на владата да коментирам по однос на однесување или биографија на кандидати за државен јавен обвинител, бидејќи сметам дека треба да прекинеме праксата и дури во некој посреднорочен период да размислиме што повеќе мерки да превземеме за деполитизирање на моделот на избор на државен јавен обвинител. Вие донесовте нов закон, усвоивте во влада, тој е во собрание, но прашање зошто се избира по старите правила, зошто не почекавте да се
донесе новиот закон. Знаете, во најмала рака потранспарентна ќе беше постапката. Се покажа и со антикорупцијска и со комисија за дискриминација дека кога има јавност, кога има транспарентност, кога се должни да излезат и пред јавноста да ги презентираат своите погледи, размислувања, планови за својата работа, некако повнимателни сте и вие во изборите. Има закон, предлог закон за измени и дополнување, не целосно. Значи има закон кој што ќе има одредени промени, но нема да бидат толку радикални во тој дел, во делот на јавното обвинителство. Но факт е дека државата мора да има државен јавен обвинител. И прашањето за донесувањето на овој закон е покомплексна е собраниската процедура. Го немаме ризикот на времето дали ќе се донесе или нема да се донесе законот. Актуелниот закон кој што е во сила се донесе пред повеќе години. Јас многу добро се сеќавам за се поврзано со состојбите на тој закон, бидејќи како тогашен представник на опозицијата учествував во работните групи за носењето на законот. И истиот дет беше донесен со препораки по препорака на Европската унија. Има одредени стандарди, поврзани со изборот на државен јавен обвинител, одредени критериуми, одредена постапка, и државата нема простор да чека, според тоа е моето мислење, за да избереме нов државен јавен обвинител, бидејќи состојбите во таа сфера на функционирање навистина во моментот не се добри. Господин Муцински, поентата ми е дали можете вие целиот ризик да го преземете како влада дека ќе добиеме ние обвинител кој стварно ќе биде независен и кој неселективно ќе се бори со корупцијата и криминалот. Очигледно патимо неказнивост, значи не е сега само да се гонат опозиционери, поентава да се гонат сите што се актуелни функционери. Бидејќи досега искуството ни е лошо. Досега ниедна влада не предложила и не избрала обвинител кој навистина бил таков. Од делот на нашата позиција како влада, ние имаме обврска преку истражните органи кои што се на располагање на системот на извршната власт да обезбедат гонење на секој оној за кој што има сомнение дека сторил криминал. И има повеќе практични примери во последните 2 години, каде институциите на системот, независно дали е тоа Министерството за внатрешни работи, дали е тоа Управата за финансиска полиција и други институции во државата, имаат истраги кои што имаат произведен ефект, но нема следење на процесите, односно нема обвиненија кои што по тие создадени предмети произлегуваат од обвинителството. И тука не е круцијалниот проблем. Дел од тие предмети се директно поврзани и со високи функционери на оваа влада. Се сеќавате со директорот на ИПАРТ агенцијата, кој што истовремено беше и висок функционер на политичката партија од која што јас доаѓам ВМРО ДПМН. Суштинскиот проблем не е во обвинителството. И затоа велам, имавме, сите сме свесни, имавме обвинител кој што не постапуваше по очигледни и ноторни предмети на висока корупција, го немаме луксузот да чекаме носење на нов закон или измени и дополнување на законот за јавно обвинителство. Тук мораме веднаш да најдеме најдобриот возможен кандидат кој што се согласува, ќе постапува и ќе постапува на неселективен начин. Тоа е што таа одлука, веќе ги имате мислењата од Точно е и верувам дека наскоро во следните неколку недели ќе има таа одлука и очекувам веројатно во текот на месец март државата да добие нов државен јавен обвинител. Знаете, Европска комисија и во извештајот за Македонија последниот и постојано и амбасадорот Рокас тука многу наврати вела дека треба да се дадат и повеќе пари и средства на обвинителството за да се бори ефективно и ефикасно со корупцијата и криминалот, но вие во овој нов закон ги намалувате практично средствата за јавното обвинителство 0,4% од буџетот на 0,4% од приходите, од даночните приходи. Како ќе го објасните ова во Брисел кога ќе ве прашаат зошто ги намалувате средствата? А тие бараат да ги зголемите практично. Прво, ние што правевме гледавме некои стандарди, колку државите земји членки на Совет на Европа, има една студија која што е навистина прецизна, колку трошат во делот на судството и системот на јавно обвинителство. И видовме ние како држава сме генерално некаде над просекот во делот на трошењето од земјите членки на Советот на Европа. Тоа ќе ви биде главниот аргумент? Не е тоа главниот аргумент. Фокусот ни е во делот... Секоја држава си има своји приоритети. Фокусот во делот на реформа на правосудството и тоа што го очекува Европа од нас не е единствено прашањето за повеќе средства. Туку примарната цел е независност во располагањето на средствата. И најголем дел од овие законски измени и дополнувања прво што се донесува во последните неколку недели и месеци, но и тие што следуваат, имаат за цел да обезбедат независност во трошењето на средствата. Затоа што има недостатоци
има инвестиции кои што се потребни бараат и вработување, бараат повеќе. Така е. И тука треба да обезбедиме како држава, и тоа е примарното барање од Европската унија, независност во располагањето со тие средства кои што ги имаат. И ако мене ме прашат, тука правосудството е целосно во право. Треба и мора да има независност, бидејќи таквата независност во располагањето со своите средства од извршната власт обезбедува и независност од функционирањето на системот, и тука нема никаква дилема дека тоа мораме да го обезбедиме, а во делот на финансирањето, јас сум убеден дека и по овие измени и дополнување буџетот во правосудството ќе се зголемува, но да се зголемува на рационален начин, и со тоа зголемување да не е само државата вложува, туку државата и да има ефект. Да не зголемуваме, а да се соочуваме, како што рековте, уште на почетокот на вакви постапки, убаво констатиравте, со разочарување, како со разочарувањето поврзано со артикул. Да, само да немаат алиби дека немаат резултати во работата поради тоа. И да знаете, во комуникацијата со правосудството, примарната забелешка не е секогаш повеќе средства. Примарната забелешка која што тие ја даваат е сами да се располагаат со средствата. Да не бидат заглавени во бирократски процедури, при согласности за нови вработувања, при одредени постапки поврзани со технички услови кои што им се потребни, но пораката која што ние ја праќаме кон правосудството е поголема независност на средствата, значи многу повисок степен на одговорност и очекување од граѓаните во делот на да се лутат ако ги спомене некој со име и презиме. Освен ова владењето на правото, во Европска унија очигледно за нас нема и без уставните измени, тоа го кажа и Вајц денеска дека ја треба итно да се донесат, додуша ја повикуваат и Европска унија нешто и Советот да преземе во врска со ова. Вие во многу наврати сте говореле дека најдуваме на разбирање за нашите позиции кај многу од земјите членки, но очигледно не најдуваме на разбирање кај Бугарија, а без тоа практично нема како да се проложи напред. Вие остваривте телефонски разговор, имавте со новата бугарска министерка за надворешни работи, Надежда Нејски, кај нас позната како Надежда Михајлова од времето кога беше владата на Костов и Љупчо Георгиевски, кога се подпиша таа прва декларација 99 година. Разговаравте нешто суштински со неа, го отворивте ова прашање или беше тоа чисто онака протоколарно да ја честитате? Прво, ние со Бугарија мораме да имаме добри односи и со сите наши соседи, бидејќи имаме повеќе слоени прашања и интереси кои што не засегаат на тековно и на дневно ниво. И од таа гледна точка јас секогаш гледам кога ќе се именува нов министер во регионот и во поширок контекст, но секако кај соседите, веднаш да остварам контакт. Разговорот беше можеби од протоколарна природа, примерно, ви честитам, ви посакам успех во својата работа, но една од темите кои што ги отворивме е прашањето за наша евентуална средба во некој близок период кој што доаѓа, дали е во рамките на некој поширок формат кој што на средба на поширок формат кој што следува во идниот период, или ќе најдеме некој контекст за билатерална средба, затоа што ние постојано мора да дискутираме. Јас сум апсолутно свесен дека техничката влада во Бугарија нема мандат да го надмине овој предизвик. Тоа се да прашам, на 19 април имаат избори, што до тогаш можете. Но тоа не значи дека прекинуваат билатералните односи заради постојана техничка влада помеѓу двете држави. Имаме отворени теми кои што треба да ги решаваме поврзани со коридорот 8. Имаме отворено прашање поврзано со системот за регистрација на нашите транспортери при влез и излез од Европската унија. Тоа прашање колку што не засега нас, директно ги засега и нашите соседи кои што се земји членки на Европската унија. Добро, но ова се повеќе технички прашања. Она што најмногу не засега нас е како да го надминеме споро што ги имаме и да ги продолжиме евроинтеграцијата. Се согласувам дека прашањата кои што сега ги спомнав може да се гледаат како прашање од техничка природа. Немам различен став од вас, но се прашања кои што директно ја засегаат нашата економија, нашата индустрија и многу работни места во државата. Ние исто така треба да зборуваме и што е она што може да се направи во мандатот и на техничката влада, да покажеме дека имаме полиња на соработка кои што покажуваат резултати. По однос на ова билатерално прашање. Јас во овој период, тоа го кажав и во денешната пресконференција со колегата Грлич Радман, одлучувам да сум многу воздржан. И мораме да бидеме воздржани. Зошто? Затоа што кога постои изборен контекст кај било која држава, многу лесно прашање од ваква природа, посебно во нашиот регион, една реченица
инфламаторна, кажана од наша страна, многу лесно ќе стане дел од изборниот наратив во Бугарија и ќе го отежни процесот на изнаоѓање на решение и на двете страни од кога ќе се формира Да, но веќе ние политичка сме дел од нивната реторика. Не дека не сме Радев пред неколку дена не спомна, кажа дека сакаат што поскоро да не видат во Европската унија. Не знам дали му веруваат. Прашањето дали му верувам, еве исто така ќе одлучам да не го коментирам во оваа емисија, бидејќи доколку го дадам коментарот кој што навистина го имам, ќе станам дел од изборната реторика во соседна Бугарија, но ние треба да бидеме трезвени во овој момент, да чекаме внимателно, а истовремено да се фокусираме на она што ни е значено. И тоа го гледам низ два аспекти. Прво, многу ни е значена домашната агенда. Многу ни се значени овие реформи кои што се дел од реформската агенда, но и праќањето на порака дека сме држава која што е стратешки ориентирана кон Европската унија и во делот на внатрешната политика, тука мислам на реформите, и во делот на надворешната политика, она што го правиме на мултилатерално поле и нашата усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика. Уставни измени. Очигледно нема бегање од тоа прашање за уставните измени. И не сме застанале во процесот на барање на решенија на овој проблем. И никогаш нема да застанеме, затоа што оваа држава нема алтернатива освен полноправно членство во Европската унија. И никогаш не сме размислувале на алтернатива. Но од тие кои што не критикуваат и кои што сум убеден и од соседна Бугарија, но и од нашата држава, од внатре, сакаат и целат да не внесат во изборниот наратив во Бугарија, со создавање на една непотребна негативна енергија во овој момент, немаат свест за некои процеси кои што се случуваат во позадина. Најлесното нешто, и тоа сум го повторувал во повеќе наврати, што може нашата влада да го направи е да рече: добро, тоа е тоа, очигледно во моментот не може подобро решение, дајте да се откажеме да ги прифатиме уставните измени, како што правеа нашите претходници. Тоа е најлесното нешто што можеме да го направиме. Но што доколку за неколку месеци потоа, повторно заради ново билатерално барање, се најдеме во истата ситуација каква што сме сега, бидејќи најголемите наши критичари се тие кои што беа експерти по попусливост во надворешната политика. Секое барање го прифаќаа. И сега велат контекстот е таков, Македонија била признаена земја, почитувана, сите кажувале колку многу сме напредок сме имале во делот на решавањето на меѓународните предизвици. Каде не донесе тоа? На исто место стоиме од 2005 година. Повеќе од 20 години помина. Работиме на решение во рамките на принципите кои што често сме ги представувале пред нашите граѓани, затоа не сакам и да обременувам оваа емисија, да ги кажувам кои се тие работи. И во позадина, тоа што можам со сигурност да го кажам, е дека и кај земјите членки, и кај високото раководство на Европската унија има слух и разбирање за нашите позиции. Има кошта дури среде Софија на таа пресконференција што имаше таму, кога беше при посетата, кажа дека има разбирање и дека треба да се разберат нашите позиции. Имавте вие средба со него заедно со премиерот Мицковски на Михенската конференција, но имаше и Јотова, веде претседателката на Бугарија. Таа даде неколку изјави поврзани со ова и таа разговарала за нашиот случај со Кошта. Вели дека до јуни треба да се најде некакво решение во координација со Бугарија и со Европската унија. Зошто јуни е некаков рок даден и дали тоа значи јуни откако ќе завршат нивните избори? Во контекст на одговорот ќе искористам неколку работи што вие кажавте во вашето прашање. Наративот кој што некој се обидува да создаде во државата е дека ништо не се прави за европскиот пат на државата. Добро кажавте вие. Председателот на Европскиот совет, првиот човек на Европската унија во системот на хиерархија, во сред Софија, кажа на оваа држава треба да се дадат некои дополнителни гаранции. Парафразирам, но од прилика тоа го кажа. Тоа е значително промената позиција од тоа што сме го слушале во еден претходен период. Председателот на Европскиот совет со председателот на нашата влада во период од година дена има остварено 3 до 4 билатерални средби. И замина во Софија, се среќава со новата председателка на Бугарија. Што значи дека сме успеале, како држава, да мобилизираме ангажман од страна на Европската унија. Зошто од една страна се зборува за јуни? Затоа што во текот на месец јуни има состанок на Европскиот совет и може да се искористи тој моментум, што
ќе има по еден таков состанок, но јас тоа што би го кажал од позицијата која што имам и од одговорноста на оваа позиција е дека не сметам дека нашата држава треба да се врзува со датуми. Секогаш кога сме се врзувале со датуми и кога сме се врзувале со кратки рокови, сме излегувале и поразени и понижени како држава. И во рамките на мандатот на оваа влада, ние нема да дозволиме тоа да се случи. Ние бараме рационално решение, базирано на европски вредности и стандарди. Сите предлози кои што ги нудиме, за разлика од нас, може на Европа и се брза овој пат. Јас посакувам да имаме што побрзо решение. И како министер и како влада ќе работиме за што побрзо решение. Но мислам дека не е фер спрема нашите граѓани да создаваме абстракции со рокови. Секогаш кога тоа сме го правеле, на крајот на денот сме штетеле на перцепцијата на процесот на европска интеграција. Така, во моментот, вие ако ги следите анкетите на јавно мислење, тие покажуваат што мен искрено да ви кажам, ме радува и дури сум изненаден колку е висок степенот на поддршка за европската интеграција. Да. Така, но ако видите на дополнителните прашања, колку од тие граѓани веруваат дека Европската унија ќе испорача спрема нас? Многу е помал тој процент. И тоа е суштинскиот проблем и затоа ние сите заеднички. Вајц за тоа ги критикува и нив денес и нам. И затоа јас велам заедничка одговорност и на владата, и на македонската влада, но и на представниците на европските институции и земји членки е да работиме на подобрување на таа перцепција. Преку абстрактни датуми ништо нема да направи. Добро, ја мислам да нема нешто договорено во меѓувреме, треба да се сретнете некоја средба да немате договорено. За тоа да не спомнува јуни и од тоа за тоа да не го споменува, мислам да. Клучен приоритет на оваа влада е отпочнување на преговорите врз основа на принципиелните позиции кои што ги имаме. Владите во минатот да не брзале со наметнати решенија како што брзале, веројатно државата ќе била во многу поинаква позиција од што е сега. А што ние можеме да правиме во тој период? Дури да дојдеме до решение на политичкиот проблем, е во делот на техничките услови и усогласувањето и подобрување на стандардите да ставиме максимален фокус, како што и самата Европска унија, ќе видите во последниот извештај на господинот Вајц, се нотира напредок во делот на реформската агенда. Тоа е факт од кој што никој не може да дека не е доволно. И нема да биде правосудството. И за Европската унија и друга работа треба да бидеме свесни. Никогаш нема да биде доволно. И тоа е начинот на кој што функционира и процесот на пристапување и процесот до преговарање. И тоа е еден мотивацијски фактор на сите земји кои што преговараат. И јас се согласувам дека не мора повеќе. Дека не е доволно. Спомна во таа изјава дека била загрижена бидејќи се слушнала, добила некакви сигнали, веројатно таа средба со кошта што имале, дека Македонија се обидува да ја заобиколи Софија и првиот кластер и да почнеме да преговараме за првиот кластер условен со уставните измени, да почнеме да преговараме за другите поглавја и кластери. Дали ова точно е? Дали има некаква таква опција? Не би сакал да коментирам такви алтернативни сценарија. Јас тоа што би сакал да го кажам е дали лобираме како држава. Тоа е основниот ангажман во суштина на секоја една дипломатска мрежа и надворешна политика. И основен ангажман и на председател на држава, и на председател на влада, и јас како министер, но и сите мои колеги во владата да лобираме за интерес на државата. Да, ако е прашањето дали лобираме што побрзо да отпочнеме преговори, да најдеме некој друг начин да ги почнеме преговорите, да не биде првиот кластер, да бидат другите кластери. Ние лобираме што побрзо да ги почнеме преговорите. Кај сите земји членки, меѓу другото и кај Бугарија лобираме. Лобираме за рационалност и за свест дека и на соседна Бугарија и одговара нашата држава што побрзо да ги почне преговорите. Раде вика дека посакува тоа да се случи сега. Јас посакувам поранешниот председател Радев да е искрен, посакувам да е искрен во тие намери и во тие изјави. И секако тој е еден од кандидатите. Тоа не можам јас да го опритам. Е еден од кандидатите за премиер и доколку стане премиер на таа наша соседна држава, ќе биде еден од тие лица со кои што ние очигледно ќе мораме не само да соработуваме, туку да работиме за изнаоѓање на решенија. Не сакате да спомнувате за хипотетички сценарија, но овие денови, особено по интервјуто на премиерот Мицковски
во емисијава минатата недела, наголемо се дебатира и се анализира во земјава околу можноста да станеме членка на Европска унија во 2027 година без право на глас. Во меѓувреме го слушнавме и евроамбасадорот Рокас, вели дека правилата се јасни, дека тоа е за сега на ниво на хипотеза, исто и од Брисел негира. Има ли некакви опипливи сигнали дека нешто се планира на тој план или се на think tank ниво? Дали сме блиску до некаква политичка одлука на Брисел за ова прашање? Тоа е една дебата која што е факт дека постои и не би рекол дека е само во think tank кругови, туку и во рамките на институциите на Европската унија. Да, не е нова, и од време на време се актуализира. Ако се навратиме, Европската унија кога го заврши својот последен процес на внатрешна реформа, тоа беше некаде периодот 2004, 2005, 2006, нели, неуспешниот обид за нов европски устав, потоа Лисабонскиот договор, како што заврши тој процес, наредниот ден почнаа разговорите за реформи на Европската унија. Така да тие дебати и дискусии ќе ги имаме. Тоа што премиерот Мицкоски го отвори и треба да го дискутираме и како јавност и како тема, е едно легитимно прашање кое што има многу длабока корелација со прашањето за евентуален мировен договор поврзан со Украина. Затоа што при евентуален мировен договор поврзан со Украина, тоа бреме што се слуша, сега би рекол информирано шпекулираме, бидејќи ќе го видиме договорот на крај како ќе изгледа, но една од темите за кои што се погласно се разговара е потенцијалното пристапување на Украина како нова земја членка на Европската унија. Да, нема НАТО, но ќе има Европска унија. Но има неколку земји членки на Европската унија кои што се принципелни поддржувачи на нашиот регион, кои што не се против Украина, има и такви кои што се против Украина, но има група една прилично значајна и влијателна. Поширок е оваа група која што за сега јас разговарам, некоректно од моја страна да говорам во нивно име, но факт е дека постои кој што вели не сме против Украина, но не може Украина без Западен Балкан. И секаде во најголем контекст се спомнуваат три држави. Тоа е Црна Гора, Албанија и ние често знаеме да бидеме ставени во тој контекст, што е добар сигнал за нас како држава. Иако тие се во преговори, а ние се уште не сме. Но и нешто друго е факт, и тоа пак не многу работи не можат јавно да бидат кажани, многу е значајно за нас за сигналите што ги приемаме во позадина, е тоа ние ако ги почнеме преговорите утре, огромна е веројатноста дека ние ќе го добиеме повторно, сме го имале статусот во минатото, сега тука да бидеме објективни, фронтранер статусот. Затоа што сме една од најподготвените земји, со сите недостатоци, кои што без дилема ги има и сите работи на кои што мораме да работиме. Така да, премиерот Мицкоски отвори една многу легитимна, многу реална тема и добро е да имаме јавен дискурс за такво прашање. Се говори во регионот и Рама и Вучич дадоа изјави, ама тие говорат дека би се откажале од евентуално право на вето. Ние говориме овде за право да немаме воопшто глас. И сега тука легитимно се поставува прашањето дали ако имаме ваква можност и ни одговара како држава или нема да имаме избор, никој не прашува. Доколку Европската унија се одлучи за внатрешна реформа, што може да се случи пред прием на нови земји членки, да, се согласувам, многу ќе кажат тоа ќе потрае еден период, тоа може да биде комплексно, но може да се одлучи Европската унија. Тогаш никој нас нема да не праша, бидејќи тоа ќе треба земјите членки заеднички да го одлучат и институциите на Европската унија. За нас е битно да се интегрираме во рамките на тој систем. Секако, без никаква дилема, наш приоритет е полноправно членство. Но доколку Европската унија одлучи да ги промени правилата и одлучи да ни даде некој статус кој што е членство со некоја форма на политички, ти може алтернативите се временски да бидат ограничени, да не бидат ограничени. Сега не сакам да се доведувам во ситуација да импровизирам, затоа што има многу вакви теми кои што во моментот се дел од внатрешна дебата. Би добиле Шенген и би добиле пристап до заедничкиот пазар? Што би добиле во Сакам